Сакаме да дојдеме фактички до секој дучанџија во чаршијата, да го искористиме моментот на негово присуство, да пристапиме до секого со нашата програма и да ги разубедиме и оние кои што до сега до овој момент се уште се би рекол колебливи и кои што се двоумат околу исходот на изборите. Наша идеја и наша цел е во овие денови кои што преостануваат до 13 октомври да го финишираме, да ја финишираме оваа наша кампања преку континуирани и интензивни средби со нашите сограѓани кавадарчани и на тој начин да влеземе во еден силовит финиш преку една убедлива победа во првиот круг. Идејата на посетата на професорот Пендаровски е токму тоа, да даде дополнителен мотив, штимунг на сите оние кои што го препознаваат како еден од, би рекол, најпопуларните политичари во Македонија. Јас овој пат не сум кандидат, меѓутоа практично секој ден сум во различна општина во Македонија и им помагам на другарите и другарките кои се борат за на овие локални избори, за што повеќе места и советнички и градоначалнички. И морам да кажам дека овде доаѓам со посебен кеф, со посебно задоволство, затоа што има од сите овие наши кандидати, сите се добри, сите се одлични, меѓутоа има 3-4 млади деца кои ја посебно сакам да ги поддржам. Бетјан е еден од нив. Бев пред 2 дена кај Стефан Богоев во Карпош и кај Филип Темелковски во Кисела вода. Утре, ако даде Господ, ќе бидам во Штип кај Благој Почварски, значи таа најнова генерација македонски политичари, која според мое уверување носи голем политички потенцијал во себе, не само да води општина, туку многу повеќе. И ја мислам дека развојот на Македонија наредниве 10-15 години, здравје Боже, ќе се потпира на тие луѓе. Значи денеска сум тука да му дам конкретна поддршка на Бетјан, бидејќи подобар избор години и години наназад кавадарчани од него за градоначалник не се имале.